Нова тешка учебна година не очекува од 1 септември. Се поизвестно е дека учениците и студентите нема да се вратат во школските клупи, вели за Алфа професорката од правниот факултет Јасна Бачковска-Недиќ. Таа смета дека и професорите и учениците ќе се соочат со еден куп проблеми, зашто кај нас дигиталните процеси на учење не биле баш на високо ниво, за разлика од земјите во соседството кои се покажале како поорганизирани. Тоа учење на далечина, мисламе секогаш план Б, а и во многу во западните земји на некој начин се користи како алтернатива и како редовен начин на работа во некој домен. Така што ке нас секако дека ќе биде проблематично, прво поради вештини, многу од кадрот воопшто не се ни обучени како да артикулираат со алатките за онлайн учење. Понатаму етичките аспекти се исто тука многу важни, психолошкиот момент, многу од луѓето како една поинаква јавност ке го доживеат ова онлайн учење, бидејќи добиваат проширена публика. Сега не се тука само учениците, туку и родителите на учениците. Секако станува збор за еден сложен процес. Прекратко е времето ние системски да го воспоставиме тоа добро да функционира. Дека новата учебна година ќе стартува со проблем, вели Недиќ, говори и фактот што добар дел од наставниот кадар не е доволно обучен. Учењето онлайн подразбира определени димензионирања и во временска смисла на зборот. Еден час што ние го држиме во живо, апсолутно е поинаков од оној час и апликативноста е поинаква од оној час што се држи онлайн. Секако дека треба да биде скратена наставата. Не може, например, да биде, ние сите почнавме, веќе имаме искуство од еден семестар држење на онлайн часови и гледаме дека и активноста е поинаква, концентрацијата, комуникацијата со слушателите е поинаква и секако дека тука скратувањето на таа настава е неопходна. Тоа се правилата на тоа онлайн учење. Надлежните веќе информираа дека наставните предмети остануваат исти, но содржината ќе биде скратена, но деталите ќе се соопштат тогаш кога ќе биде се готово. Дека системот на онлайн учење потврлил, реагираат и граѓаните. Вела дека ништо не може да ја замени физичката настава во училиштата. И родителите, но и учениците велат дека се соочуваа со потешкоти при учењето. Најдобро е школска клупа, а образовани луѓе што можат да ги научат. Мајката и таткото не се просветни работници за да можат да ги научат децата. Ќе биде тешко затоа што, например, јас лично 8 оделение ќе имам два предмети нови и не знам како со онлайн учењето ќе ги совладам, бидејќи химија и физика и ќе ми бидат нови предмети. И ако има онлайн настава, дека треба дечињата да им предаваат оние, не само да им даваат задачи. Колку за подсетување, голем дел на ученици од руралните средини нема ни компјутера, камоли интернет, се со цел за да следат виртуелната настава од дома.